раскажувањата на приказките на изворните моменти поврзани со фудбалот со Дончо никогаш нема крај. Извираат една по друга. Цел живот сум во спортот и јасно дека ќе има многу собитија за кажување. Зашто остана во Вардар? Во Вардар прво останав заради љубовта према Македонија и Вардар. Цел живот си во Вардар, го кажа помошното игралиште. Така е. Не го спомнаме периодот, тоа е нека 35-та си. Јас сум 35 ноември, сега уште 3 месеци, 90. Браво. Зборот ми е уште пред 12 години, 47 непосредно после Втората светска војна си на помошното игралиште на Вардар со 12 години. Да. Токму така. Ај не си 90 години со Вардар си, значи 78. Ајде толку. Може така да се договори. Може така. И остана во Вардар заради тоа што имав љубов према Вардар и према Македонија. Макар да на времето, кога бев 61 голгетерна Југославија, на времето... Тоа е генерацијата и годината кога го освоивте купот на Југославија, на Маршал Тито. Ја бев вратен од војска, 61. И Звезда ме водеше у Јужна Америка 2 месеци на турнеја за јакнување, како финтерфор. Ова ми го каже еднаш на телефон од Австралија кој зборува, ама не ми го дораскажеш. Секи ми го кажеш на тенане. Че ти го кажам, ме бараше. Само да објасниме на помладите, тоа се практикуваше кој ќе оди голем клуб како Црвена звезда да покани еден, двајца, тројци играчи од Југославија кои се врвни играчи. Токму така. Најдобри играчи како нивни гости, иако не се така. За да ги промовира и на некој начин да ги врбува, да ги така да ги донесе. Токму така, Мјелче. И они направиле договор со Вардар. Вардар им рекол, ќе ви го пуштиме, Арно, ама вие, кој ќе се врати, кај нас ќе го пуштите. У Вардар да се врати. Не кај вас. Управата на Вардар поставува да ме Кустов, ќе го пуштиме на турнеја, ама да си остане кај нас. Токму така. И одиграв 7 утакмици, тамо бевме во Јужна Америка, против Гаринча, против Диди, против Загало, да играв со тие. Шо да ти кажам? Тоа се најславните фудбалски имиња не на Бразил, у свет. Кој ќе се сетам на тоа прекрасна турнеја, меѓутоа, кога се вративме, Амарилдо го гледав, лево крило, да ти е страв да го гледаш, а камо ли да го бркаш. Дриблинзи имаше левак. И се вратив, јас и останав у Вардар, нели школувањето стручно, бев тренер у Вардар. 71 година Вардар влезе во прва лига. Јас бев тренер, асистент на Джина Симоновски. Джина Симоновски 3 месеци пред да заврши првенството имаше сообраќајка кај Призрен. И ми рече, Дончо, сега ти ќе водиш тимот. И нормално ја од почит голема према Джина, одев кај него да се консултирам. Тоа е само една дигресија. Голема сатисфакција. Се играл кај Джина како фудбалер. Да. И тој ме зема. Ја зема како помошен тренер. Ама ја памтам него при крај на кариерата. Джина ми вика, слушај дете, мене. И ме чука по глава. Тоа што играше, тоа заврши. Сега да одиш да се школуваш, да бидеш пообразована од играчите, никој да не ти сука мустек. Джина ти го вика. Джина ова ми го вика. Да се школуваш, да доминираш со знаење, стручно знаење. За играњето више се знаеше дека си бил добар, меѓутоа, за да водиш... Ти рекол, таа приказка завршува полек. Така е.
И бевме први. Тој излегува дека Джина е еден од иницијаторите, да не речем, што стануваш тренер. Ма редок човек, и како стручњак. И ја, после ова што е дете во Струмичанче Горан, јас многу го почитувам Горан Пандев, меѓутоа Джина Симоновски за мене останува како најдобар македонски фудбалер, од има играно и за репрезентација на Југославија, за Бугарија исто така. Многу посилна конкуренција, у 20 милиони држава. Реална збори. Реално. У Партизан играше, тој великани беа, тој чувен парни ваљак на Партизан. Со Бобек, со Милош, со Чедица Лазарев, со Јовановиќ, Боба Михајловиќ. То Господ да чува. Ако тргне да те мелат, ќе не знаеш од каде да излезеш. Нема да знаеш како се викаш. Така е. Токму така е. И тие совети од Джина многу влијаја на мене. И да се завршам думата 71 година, се заврши првенството, влегувам у прва лига и новинарите одат кај Джина Симоновски да даде изјава, нели, а иако не идеше 3 месеци, неговото мислење за почит беше секогаш. И новинарите му вика, не мене, им вика Джина, не мене, одите кај Донче, он ја сврши работата. Која големина е тоа, значи? Каква големина. И за тој Джина. Не пати од... Да. И за тој Джина, да ти кажам уште. Леле, како убаво ги кажуваш овие работи извор. Ја ќе даев гол 2 од кога доби центарфор он утакмицата со Брегалница, пред тоа нели игра подбрана. Джина Симоновски ми беше страф у вторник на тренинг да дојдам. Од врата влегува право кај мене. Така ли се игра, бе, ќе ми вика? А ја дал гол или 2. На што личиш, бе, вика ти? Па знаеш дека нема да те ставам да играш, бе. Ја отпусти страф. Едно време му викам, бичко, Джина, да те прашам нешто. Шо е, бе, мочко, шо ќе ме прашаш? Шо имаш да ме прашаш? Му викам, бе, и гол ќе дадам, и 2, и трчам, и па мене ме караш. Молчи ми, вика. Те карам, оти сакам појке од тебе да извлечам. Ти знам дека можеш, дека ќе можеш. Инаку вика, ако не викам, тоа значи дека ќе те бркам од Вардар. Да сакам да кажам величина, човешка фудбалска величина. И да не заборавам кога станува збор за великани. И Методија Спасовски, на жал, сега што го гледам, не можам да направам така убав муабет со него. И тој беше еден великан фудбалски. И скромен. Јас го знам како многу скромен. Скромен, Мете беше. Но, не сум имал со него толку контакти колку со тебе, ама исклучително скромен. Сестран фудбалер беше Мете. И познати се головите на Бразил што им ги даде. Селектори, само извини, дали е точно за него викаат имал буквално несреќа да игра у исто време кога играл и Драган Джајки. Точно е тоа. Вика ќе играше за... Тоа иначе ќе беше редовен. Тоа сум го слушал по старите. И вистина е тоа. Тогаш си играл класично лево крило. Така е. Не сте можеле вие тренерите да експериментирате и нешто. И заради Драган Джајич величина, ама и звездаш. Добро, Драган Джајич беше великан. На исто место. И тимот му беше великан. Да. Ајде да го свртиме мавето на последното финале на купот. Може ли? Може, како не. Еве, сега ме повлече ти убаво мене за душа. Искрен да бидам и пред тебе и пред камерата, иако мене не ме снима, ама ми се слуша гласот. Јас се радував, ама не со цела страст. Зошто? Не ради раководството, не ради тој што му викаат и што го навредуваат. Затоа што навивачите си отидоа и си излегоа. За мене е тоа несватливо. За мене е болно тоа. Ама јас заради тоа не може да се израдувам.
И ако ми дозволиш ја да кажам, да ги замолам тие внучиња мои, тие симпатизери, што јас сум ги створил комитите, со каква љубов сум ги створил, што сум им дозволувал пред надпревари да влезат во кабина да слушат Чичко Дончо, сега дедо Дончо, што им кажува на играчите. Вие комити ќе навивате, а вие војводи ќе играте. Ќе играте, токму така, тоа е вистина. Ја од тебе сум го слушал тоа од друга прилика. И на излезот, Гоце Делчев беше на врата, внатре, во кабина, сите војводи беа на закачалките. И треба овие деца Чичко Дончо да се коригираат, нели? Сите ти, да, сите Селектора тие да се коригираат. војводи како што ги наместив јас само на закачалките, сите тие војводи се бореле за Македонија и јас стално им викав на фудбалерите. Вие сте војводи денешни. Бијте битка за Македонија. И кога доаѓа од север, ќе погледаат непознати за нив. Ко су ови, шта су ови? И ме прашаат мене, од јунивните собликувални беа играчи. А јас овдека, војводите наши. Кој ќе се сетам за тоа, Сараево не води 2-0. И ја се враќаат они у кабина и ја викам, деца бе, абе синови бе, абе дајте, исправите ја мојата грешка бе. Ви молам, исправите, оти јас погрешно ви кажав. Затоа примивме 2 гола. Ајде да ми помогнете мене. Го победиме Сараево 3-2. Ајде го реков јунаци. 3 гола второ полувреме. Второ полувреме од 2-0. Ајде да биеме битка за Македонија. Да не ми забележиш. Мислам дека сега преку Вардар, преку купот и со овие проблеми меѓу навивачите и раководството, треба се води исто битка за Македонија, по мене. Сигурно. И затоа твојата порака да се најде решение. Да Решение и нема не смееме да си инатиме. Така е. Оти и тие што грешат не се свесни колку грешат. И едните и другите. Меѓутоа, А и тие го сакаат Вардар. и тие го сакаат. Раководството Меѓутоа, не може да не го сака Вардар, има вардарски ген има ама е раководството. така, ама и сакањето треба да е со разбирање. Например, за мене, несфатливо, Вардар станува победник, навијачите цело време да го навредуваат председателот. Не само председателот, селектор и тренерот. Вардар и А тренерот и сето тоа. Еден исклучително тренерско име. Јас по сум мене. Мијалче. Викни му 2 пати уа, нели? Са. И тебе ти викале? Извини. Ти викали и тебе? Ама нека викаат. 2 пати у играта, смени го тој, извади го Така, тој. токму Дончо така. ја сгреши тактиката. Нема лутеш? Ма нема лутиш на тоа. Ама Абе ти кажуваш едно противникот, своето си го кажува. ова што го прават не е во ред. Не е во ред. И ќе ги молам и едните и другите да седнат. Има разбирачка за се, за сите работи што им стојат како пречка, за да се обединат, да ги елиминираат, да делуваме заеднички и симпатизерите, така наречени фанови и управата, да си пружат раце и да одат заеднички. Така. Оти, У интерес на Вардар. у интерес на Вардар, ми за кого? Па Мијалче, ја од Австралија 24 сати у авион доаѓам. Годините мои не ми се за да патувам. И јас со љубов дојдов да се радувам на Вардар. И ми дозволија мене председателот, подпредседателот и играчите. Мене ден денес од оноа што се случуваше уште солзиви.
ми тече заради тоа што ми дозволи и јас да им кажам неколку збора. Тоа е голем гест на Ама раководството толку и ги охрабрив, оти јас видов дека они нема самодоварба у себе. И јас со моето излагање, како и порано, ги охрабрив. И тоа го снимали, ја не знав. Вика, го објавија, имаше по медиумите. Абе, Реал Мадрид да дојде денес мора да победиме, бе. Така е, така беше написано. Абе, вие имавте успеси. Птица, Феникс сте. Нема тим да дојде тука да помисли да не победи. И ние мораме да победиме и голем придонес имаше и моето излагање, Апсолутно. моето храбрење. И авторитетот, самото појавување. Сега да не ме разбереш грешка, изборовите си тежат, ама самата појава си го прави своето. И за играчите, и за навивачите, и за јавноста. Така е. И затоа ја дојдов да ги охрабрам со моите зборови дека навистина играчите излегоа птица Феникс од пепел. И јас две причини да победиме и ја да се радувам. Меѓутоа што станава? Кога се заврши утакмицата, кога станав ние куп победници, а ја патеме... После 18 години пеха. После 18 години, ја 61 година играв за тој куп на Југославија, кога победивме 2-1 Вараждин, Вартекс, и радоста наша и на луѓето што беа дојдени у Белград беше голема. И сега ја на место да се радувам минатиот пат на утакмицата, што станавме куп победници после 18 години, јас дојдов во ситуација да тагувам од оноа што се случуваше таму. И за мене неприфатливо. За мене неприфатливо да нема единственост бар во тие моменти. Тој момент да биде момент одлучувајќи за Вардар, за комитети и за управата. Јас кога бев тренер у прва лига на Југославија, по 8 души пуштав во собликувална да влезат, да седат и да слушат, и да ги охрабрувам војводите, фудбалерите и на комитите, да им речам да помагаат 12 играч. Комитите се 12 играч. Ама еве сега комитите го сакаат клубот, доаѓаат да го поддржат клубот, но за љубов треба двајца. И за кавга треба двајца. Така е, токму така. Како таа нишка да се направи малку, веруваш ли ти дека може да се направи нешто? Сега, ја сепак мислам дека времето лечи се. Ќе дојде до сознание и едните и другите дека не е наисправен нивниот став. И мора да го усогласат и едниот и другиот став, за да оди Вардар понатаму. Тоа е неминовно. Сите ние имаме животен век. Ти да си ни жив и здрав, си со 90 години. Јас сум со 50, Мијалче е со 60 и кусур. Еве го Петар, младо момче, 14-15, тие деца млади комитчиња, по од 15, 20, 30. Извршниот директор, 60 и кусур, 70 колку има. Ние сите си одиме од овој свет. Вардар нема да си отиде од овој свет. Значи, останува на младите. Можеме да водиме инат и да отидеме во историјата како некои што ќе го паметат по добро, ќе го паметат по лошо, ќе го паметат по успех, ќе го паметат по неуспех. Сакале да признаеме ние или не, сегашново раководство на Вардар го освои купот на Македонија после 18 години. Но сакале ние да признаеме или не,
Да не беа оваа другата страна, што се вика комити. Сегашното раководство немаше со што да игра за да го освои купот. Значи, тие деца, кои што сега се на завојувана страна со раководството на Вардар, да не биле, немало кому да му биде овој раководство. Затоа нема да должа многу, ке речам, таму има деца од 12, 13, 15, 18, 20 години, кои што ќе не надживеат сите нас. И тие ќе си го имаат својот Вардар. А ние повозрастните да се надеваме и да веруваме дека можеме да доживееме да биде таа спојка повторна. Што ни останува друго? Да бидеме живи, здрави, да бидеме позитивни, да веруваме дека ќе надвладее умот, разумот и љубовта, да Вардар остане Вардар. Јас сум рекол, Вардар е локомотива, влече 100 вагони. Вардар не е исто како и некои тимови од вчера некња, па да викаат таму, исти сме. Никогаш никој не може од овие тимови да биде ист со Вардар. На Вардар минатото никој не може ни да го сонува, а камоли да го стигне. И затоа таа локомотива треба да се одржава. Оти квалитетот на фудбалот Вардар го има. Тој е основниот продукт кој што може спортот, фудбалскиот спорт да го одржи во Македонија. Тоа е Наташа. Ти си тука да направиш се, да помогнеш да се види големата слика за Вардар, а големата слика за Вардар е фудбалерите да дадат гол, да ги поздрават навивачите. Така е. Раководството да се израдува, Така да се е. поздрави. Ете, тоа е тоа. Да се наполни Јужна, не само навивачите, комитите на Запад, да се наполни Јужна. Да дојдат тие дечиња како јас кога сум била дете, кога ме носеле за раче. Да гледаме. Дај Боже да биде така. Дај Боже да доживееш и ти, Чичко Дончо, го и викам, јас. дај Боже. И јад ќе имам у душата. И ќе отидам од овој свет, ако Вардар не стане пак. Тој што беше. Оти многу жртви се дадени. Многу жртви. Затоа, за да се упокојам јас, со мирна душа да видам дека Вардар е единствен. Со комитите, со управата, кој повеќе помага, кој помалку, важно сите да помагаат. Тоа е мојата желба. Фала ти, Чичко Дончо, ме расплака. Ами јас тагувам, Наташа и ја тагувам. Ја некња се радувам што бевме куп победници. И добро што се воздржав ја кога влегов, Кај децата. кај децата кога влегов, со наведнати глави. Па кога ви свикав ја, што се уплашиле бе деца? Абе биеме битка денес, моментот е. Абе Реал Мадрид да дојде има да изгуби денеска бе. Треба да имате желба. Како птица Феникс од пепелта да ги излезете. Сега да се покажеме јунаци. Им го кренав моралот. Иначе, мислам ја, ако немаше, не морам ја да бидам друг. Ама моето педигре е тоа, Вардарово фудбалско. Да ги покрене, тешко ќе одеме. Стануваат нозете како олово, не можеш да ги командуваш. Душата ќе ти биде тешка за носење додека играш. И мислам дека беше добро, го прифатија. Дојдоа до сознание дека со борбеност, со доверие, можат да излезат и мора да победат.
Среќата беше таја што станаме после толку години куп победници. И да не се враќам назад, 61 година. Го победивме Вартекс, тоа беше голема еуфорија. Од стадионот на Партизан до Теразије. Народ имаше, народ да се пее, да се вика Македонија. И овој Чичко Дончо и другите што игра, Владо Николовски, Мирко Илиевски и Анđушев, да не носат на раменици наши. Па тоа беше нешто, доживување. Се преродивме ние, се изедначивме со останатите у Југославија. Пред тоа бевме, ќе дојдеше тренер од Север, ќе ни вика, пазите децо да не примимо 3-4 комада, кога одевме надвор. Меѓутоа, јас како играч, меѓутоа, кога станав тренер, реков на Чамински, Столе не оди вака, ние однапред се предаваме. Каква е таа игра? Па не бива нас, прави Донче шо мислиш ти, сликите, војводите, не знава војводите кој се шо се, освен Гоце Делчев. Па кога им ги ставив сите слики тамо на закачалките, па кога им викав, ајде јунаци македонски, сега битката се бие сега. И се извлековме од тој комплекс на неска вредност. И дојдоме, се изедначиме со другите, па в спортот е тој и ќе победиш и нерешено и ќе изгубиш, меѓутоа дај го максимумот. Ако е противникот појак, ќе му честиташ, меѓутоа не му честите пред време. Така е. Одигре утакмица. Па на крајот на кришто, па и ќе го победам, и го победувавме и Хајдук, и Партизан, и Динамо, и Сараево, и Нови Сад, и Хајдук. И победувавме, оти, викаме, ајде јунаци, ајде Македонија е во прашање. Сега е Вардар во прашање. Двигателот на фудбалскиот спорт. Но и тогаш, сега ме подсети, и тогаш сте ја имале армијата следбеници, што оделе по вас. Да. И не може да се замисли Вардар без армија следбеници. Те поздрави Чичко Тони, стакларот, стакло што прави кај Апче. Се сеќаваш ли? Го знам, бе. Чичко Тони, ние имаме емисија со Чичко Тони направено. Пекарот на Таразија вика го носиме кој играше Дончо и другите. Сега ме Пекарот на подсети. Таразија. Жив ли е Тони? Жив е, да те однесеме кај него. Да те однесеме или да го земеме. Здравите му, он беше редовен. Ние навивачите вика се радуваме. Доаѓа полиција вика нешто беле правиме. Тито маршал Вардар напред вика се тргна полицајците. Затоа ме подсети сега за истиот муабет го кажуваш Чичко Дончо. Тогаш Татко му беше стаклар. Да. така е. И Чичко Тони, знаеш ли што вика? Чичко Тони ни развиваше Он многу ги направи Сите овие фотографии што ги гледаш оваму, овие сите фотографии Многу во да ми го студиото. поздравите. Значи, Но остана ли таа коза на патец? да. Муабетот ми беше, Чичко Тони вика, не доаѓам на Вардар, не доаѓам да гледам. Нема тоа што ние го имавме тогаш. Ете тоа, заради тоа го спомнав, а ти ме подсети со Теразија. Тебе те зборавме со него. Вика, он ја води екипата на Вардар, ние седиме на трибина. Вардар силен! Дончо го води, ќе победиме. Не оди работата. И едно време на полувреме му викаме, еден поп имаше од Беро. Поп имале некој од Беро. Абе, направи нешто, прекрсти се на Вардар да победи. И ние се смееме како Да, тебе. да. Викам, тоа не истина ли е ово? Абе, се крстиме на полувреме. Попот вика станува на полувреме, ние сите Тргна чутиме. вика на Вардар, 2 комада, 3, ајде пријатно. Попот вика стана, публика на Јужна Да, ова, на ова е Јужна. На Јужна. Стана вика Попот, ајде Господе Боже, молим ти се, абе да се чудиш вика, второ полувреме доаѓа Вардар вика. Ово со тебе беше Се стварно. спомнам,
Затоа, значи он те спомна. Колку ќе дојде Скопје вика поминува кај мен. Он те спомна. Рече поминува кај мен. Уште му стои бараката с Да, леле, знаеш дека Чичкотони, ќе ви направиме средба сега пред да одиш. Ќе ви организираме една средба со него, да знаеш. Ама Возе живи приказки од дете него. беше. И сега е симпатичен човек, старец, симпатичен, убав, симпатичен Не старец. можам да го замислам, иначе беше како дечко убав. Како вечен вардарец. Што помага на Вардар го сакал Вардар. Еве сликата, ова слика татко ми е уреден. Татко ми е Ристо Узунов. Ајде, Узунов. Мето, смија. Леле. Младен ли е тој? Шуица. Душан. Намете брат му Ванчо. Ванчо. Ој ти беше помошник во репрезентација. Да, Кочо. Плачков. Плачков, добро. Кајганич. Јастре. Браво. Еве го Младен. Младен. Диме. Мечка. Браво. Ова е тимот кој јас сум почнал да најдам за Вардар. Ајде, која година секе? Од памет ќе се сетиш? Одамна. Многу да. 68, 9, 70. 70. Знаеш како ме подсетија? Кога отишол муто војска, го зема... Седни. Кога отишол муто војска една година, тогаш го земале Кајганич на позајмица од Звезда. И јас за да ја поврзам сликата која година со на муто седно зборувам, со Малио, со Слово. Да, Боби. Боби, викам, Боби, која година Каде е татко ти? тренер Боби? Беше у Вардар, сега не знам нешто и таму малку имаше на расправање. Лично ми ја кажа сега да не го одам. Оти Миленко рече и не му исплатиле. Да, му исплати на него. И така поврзат дека ова е почетокот на 70-те години. Да. Кога Кајганич Тој тим беше испаднат у втора лига и со тој тим влеговме у прва лига. Чина беше тренер. Ова што ми го кажа 71 кај врача со го зборав. Моментот. Тоа го имам снимено. Да, Браво. да. Фактички ко стануваш ти помошен тренер на Джина. Ја му бе помошен, па Джина кај Призрен сообраќајка имаше кај мостот, па 3 месеци не беше пролетниот ден, па јас го одем, меѓутоа Преди се одев кај сообраќајката не него, можеше, така. со Джина, и кога влеговме у лига, дојдо новинарите да земаат интервју. Джина беше дојден. И Джина вика, не, овој, не го допрашате. Он ја заврши работата. Джина е една големина што не може никој да достигне. А на овој, ако му туриш еден фластер, тука да не го гледам, На кој? еден има таму фластер, еден треба да му туриш. Центарфора. Ево го овој, шипјанецо. Кој е овој? Тој е Анчелоти. Ова е Карло. Овој. Овој. Овој е Мијалче Другутов со кажи го како се каже? Бобичо. Со Боби Чалтон. Боби е тоа? Да, Боби Чалтон е. Ова е Боби. Исечена им е главата само. И само да знаеш дека оваа слика со исечена глава на Другутов и Боби Чалтон ја има сликата Миленко Недолковски направено. Чисто информативно да Си знаеш. видов јас со Боби. Сер Боби Чартон. Сер Боби Чалтон. Кога беа 17-та година Манчестер и Реал кога игра во Скопје. Манчестер и Реал Мадрид кога игра. Да, Суперкупот. Да, ете, таа слика е горе од таа Суперкупот, а оваа слика со Флорентино Перес и јас кај што сум на сликата, ова е од Суперкупот тука, ова е до тебе што е, ево, ово е Флорентино Перес. На Реал Мадрид. Го гледаш? тој. Е, оваа слика ќе правам посебна приказка, пошто јас сум навивач... Жив ли он? Да, Флорентино Перес. Па добро, жив е се, како не е жив е, само што изгубија титула, изгубија Лига Шампиони, се изгубија. Муабетот ми е срам, не срам да кажам, јас навивам за Барселона, од странските клубови. И не го познав кој е. И стојки долу во потребинскиот простор на Јужна, и чекаме да помине Роналдо, да помине Модрич, да помине не знам кој, и еден чичко, за мене е чичко, и вака ми прави, дојди вамо,
И ја одам се приближувам преку решетката. Вика, мене ми кажува со мимика, на шпански ми збори, ја не го разбирам. Никој, вика, мене не ме слика, сите ги чекаат, вика, овие фудбалерите, вика, мене никој не ме слика. И ја му викам, еве, ја го сликам, ај ми, вика, селфи да правиме. Ајде селфи, ја застанувам, селфи правиме. Да видам, не чини, вика, ај пак, не чини сликата. Пак, 3-4 фотографии, вика, сега добро, да пукне. И он ми вика, абе, шо се задржа толку те чекам надвор, ми вика Другутов Мјалче. Кај си ми вика те нема, абе, викам со еден стар човек, викам таму бараше да се сликам. Кој бе стар човек? Поима немам, викам, кој не знам. И ми викам, со научери, викам еден. Реал Мадрид, вика, со научери стар човек немаат освен Флорентино Перес. Каков бе, викам, Флорентино Перес, викам, некој им беше, викам, од тие унатре. Дај да видам и ја му покажувам. Абе, жено, со Флорентино Перес си се слика. Оне не смееше да влезе таму. Акредитациите не ми дозволуваат пристап. Вика, ти можеш, а мене ми вика, ти не можеш. А ја Мене ми викаат влези тука и јас се влегов. Мајката, како ја пуштија, викам сега. Викам, ајде си кјутам ја. Сега, да видам што ќе пит. Оба излегува, вика со еден возрастен човек. Стар. Абе, викам со еден стар човек со научери, викам се слика. Нема бе, вика друг стар. Таа слика од Флорентино Перес. 2017. Тоа беше една од најжешките вечери во Скопје. Варели вечери, 45 степени беше. Јас со Фергусон, Алекс, Неговиот Омир. толку сум добар. Стварно. И фотографии, Стварно. да. Легенда. Па шо убав муабет си правиме ние. Кога беше он тука, дојден беше тука. Да, беше. И ни стара чаршија Седеме малце еден до рушета. друг си. Оти ја имам завршено таму школата на АФИ, фудбалската асоциација. И он ми доаѓаше. И така да, со него сме блиски. И многу фер човек е. Па он, јас мислам дека го држи рекордот за шеф на стручен штаб со најмногу години во исклуб во Манчестер. Светски рамки, 20 во светски рамки, 22 ли беа години да бидеш тренер на една иста екипа. Мислам 22 дека Да беа. ти кажам, кога водев репрезентацијата, стигнуваше у Фудбалската федерација на Македонија честитки од него. Од него. Колку голем човек. Многу голем човек. А колку јазици зборуваш, Чикодонче? Колку јазици зборуваш? Освен македонски, Англиски. Француски многу добро зборувам. Ќе ти кажам за францускиот. Грчки зборувам. Оти бев тренер таму. Руски зборувам убаво. И најмил ми е рускиот јазик. И ове бугарски, вие југословенски тие ги, јазици да, сите. сите. Баларбија. Бев тренер у Алжир и у Тунис. И на почетокот зборувам ја на играч на француски, тие некои слушаат, некои не. Му викам на председателот, викам, председателе, зашто се не послуши овие? Вика, на кој јазик им зборуваш? На француски. Вика, сите не знаат француски. И како, викам, не? Па не знаат, вика. Половина зборуваат арапски, само не знаат француски. Ај. Шо мисли сега, вика, шо правиме? Па викам, ја морам да комуницирам со нив. Ќе учиш баларбија, Арапски. арапски. Арапски И јазик. научили нешто и арапски. Шо ќе ти кажам? Од утре со еден играч кој зборува арапски и француски ќе се дружиш како обврска. Предпладне и подпладне кога немаш тренинг. И јас, сакал или неќел, морав да учам арапски. А арапскиот јазик е многу убав, мек. Најубаво го зборуваат Сауди Арабија и Сирија. Кога зборуваат они, да ти е мерек да ги слушаш. И ми вика сега, шо правиме, вика сега, ќе одиш да учиш арапски или со шо дојде? Викам, од каде?
Од Рим викам со авион. Тој истиот авион ќе те врати назад. Не те викнем овде, вика, за турист, те викнем да работиш. Еде така. Па потоа научи Ама ти лежеле, значи, јазиците. Некој не може да научи да сака, ти лежеле. имам дарба. Имаш дарба, тоа сакам да речам. И со имаш дарба. играчите после и на тренинг, и на утакмица, и по кафани кај шо седев, сето тоа морав арапски. И ме прифатија играчите. Ти нивниот јазик го зборуваш, знаеш, сепак. Да, да. И у Грција беше исто. У Грција, Господа чува, јас им зборувам англиски, јас знаев, имам играно у Канада, у Торонто. И зборувам, ама некој, гледам, внимание нема. Му викам на тој доктор, Јатре, председател, викам, бе, не слушаат овие. Кој јазик им збориш, бе, Кирандони ми вика? Англиски, сите не знаат, вика, англиски. Ајде, играш. Грчки. Тоа е богатство. Зашто? Од утре, вика, еден играч. Исто. Грчки, англиски. Истиот филм како овие арапскиот. Истиот филм, морав грчки да научам. Тоа. Има потешкотија, јас кога играв у Торонто, у тимот беа англичани, шкоти, од Ирска, од Аргентина, и сите моравме да зборуваме. Стив Ставрони беше наш од егејскиот дол. Тоа го на Циле. Председател, да. Циле му беше Војко нешто. Војкото Војко на Циле. на Циле. И Џон Битов, богаташ наш. Џон Битов, да, јас сум Просто беше слушал. Војко на Васко Марковски Циле. На Васко Марковско на Циле му беше Стив Ставро. Богат имаше. И Каркински. У цело Торонто снадувањето и беше со млеко и со кисело млеко. И морав заради нив да зборувам, да комуницирам Така. за време утакмица. И сакал и нечел, морав тоа да го научам. Знаеш уште што ми доаѓа да те прашам, морам да те прашам. На се што си минал во овој фудбалски живот, у целиот твој живот, фудбалски живот, од Вардар, од све друго што си поминал и како играч, и како тренер, и како селектор, има ли нешто по што тагуваш, што си можел, а не си го сторил, а си можел, например, тогаш си можел да отидеш таму, пример, тренер да бидеш, не си отишол, или да бидеш играч, не си отишол. Или, например, сега си сакал да играш со репрезентацијата на европско, на светско, не бивало. Така, ти тажи ли нешто за тоа време? Ки ти кажам, сакам да ме сватиш. Јас никогаш не сум си префрлал на сам себе што не станав Пеле, што не станав Диди, Гаринча, сум играл против нив јас. Меѓутоа сум сметал дека толку ми бил лимит од мене. Психомоториката ми била таја. Сум играл у Вардар, не бил светски тим. Тагувам само што во Југославија на времето, следователно 61 година, бев голгетер, едвај у Б репрезентација ме викаа. Едвај. А голгетер беше? Голгетер бев на Југославија. Према тоа и не подценуваа северњаците. Така. Не подценуваа што се чекавме ред ние, после некој да видиме. Това е. Звезда ме бараше. Динамо кога бев војник, Хајдук доаѓаа таму. Патем речено, Звезда ме носеше у Јужна Америка, играв 7 утакмици таму.
Меѓутоа договорот со Вардар бил кој ќе се врачам од тамо, од Америка, у Вардар пак, не у Звезда. И се сложила Звезда, само појачање да им бидам у За Јужна тие 7 Америка. утакмици па да се вратиш пак у Вардар. Да, тоа. И затоа најмногу тага сум имал што имавме тимот како тим комплекси на инфериорност. И не подценуваа и многу негативно делуваше на нас. Не подценуваа кој сте вие бе. Никој ништо. Ние зборувам за Македонија. Да, за македонците во Југославија. Така, во Југославија. Тоа ми било многу тешко да го поднесам. И затоа после, кога станав тренер и селектор, го нагласував тоа. Можеме, ајде јунаци, нема предавање. И многу значило тоа подготовка и на играчите и за мене. Си го имал Ако во бев у душата. поголем тим, Динамо, ќе одев, блиску беше Европа. Звезда или Партизан или Динамо или Хајдук. Ја остана патриот. И сега не се жалам. Точно сакав тоа да речем. Не ми е жал што остана во Вардар, оти се чувствував јас македонец, Вардарово дете се чувствува. И кога ми нудеше Звезда, ова е истина официјално, и Звезда, и Динамо, првите плаќања што беа за премин од еден од друг клуб, од мене почнаа. На времето Звезда ми даваше 10 милиона, тогаш ли пари, а не беа малку, да идам таму. Реков, не, ја ќе си останам у Вардар. Да сакам да кажам, патриотизмот е многу скап, ама душата е скапа исто. Така е, Чичко Дончо, и сега после ова јас ќе те прашам или ќе речам, чиф е сега Вардар? Мој на комитите, на Јужна, на Семкарот, на Стакларот, на извршниот директор, чиф е Вардар? На Македонија. Така е, Чичко Дончо. Тоа е.